наш, а воедно и светски. Почна од асфалтот во Свети Николи и чекаше на ред за да му купат патики. Но не се откажа. Ке ви рече, има во мојата кариера многу успеси и падови. Споминавте дека за добриот ракометар не се најважни велите условите, туку волјата и љубовта кон овој спорт и додавате година во обезбедивме и подобра подлога, децата нема да тренираат на бетон, иако зборувајќи велите од искуство, јас на нивна возраст сум почнал на бетон. Најважна е желбата велите и љубовта кон ракометот. И останувате на тој став? Па видете, тоа беше моја стара идеја која што имав зацртано во моите планови, нели во животот секогаш нешто планирам и требаме да бидеме трпеливи за тоа да ни се отствари. Јас во некој свој нотес си забележувам некои работи кои што сакам да ги остварам и некојаш треба помалку време, некојаш повеќе. Ете тој камп го имав зацртано, можда многу порано од тоа што се случи, меѓутоа се оствари, нели? Желбата и сновите се остваруваат, треба да веруваш во тоа. Мислам дека сум успешен спортист, успешен ракометар, имам што да покажам, имам име и презиме, стекнато си во овие години. Интернационално големо искуство и створивме еден тим каде што одлучивме да направиме еден настан под име Ракометен камп. Такви кампови постоеле и ќе постојат, меѓутоа сакавме да направиме нешто многу посериозно. Ајде, совршенство не постои, ако може да се излезам и совршено. Стремиме према тоа. И еве веќе втора година за ред, многу порутинирано успеваме во таа намера. Иако намерата не беше ни да се прошириме, ние и се проширивме на повеќе дета затоа што бевме и приморани. И јас лично за мене зборам, ајде и моите соработници што сме нашиот тим, иако малку слободното време одвоив уште 7 дена, значи 14, време секогаш е малце, поготоа летен одмор на еден интернационалец кој цела година проведува надвор од својата држава. И меѓутоа јас се чувствувам тамо добро, заедно со децата, заедно со моите соработници, со тренерите, со стручниот кадар кој што го одбравме, тоа се мои пријатели, бивши соиграчи, со кои што сум играл, со кои што ми биле тренери, едноставно тоа време го проведувам така да се одморам, да се рекуперирам, а воедно и да работиме со иднината на Македонија и тие деца. Мислам дека направивме еден добар настан. Веќе како што кажав, рутинирано влегуваме во сите втора година за ред. Децата се презадоволни, да не се фалат сега. Меѓутоа тоа е така, од вистината не може да се избега. Кога може да се каже дали некој од нив може да биде следниот Кира Лазаров или некој од нашите најуспешни? Видете, ние немаме критериуми за да примеме или да одбиеме некој дете. Ние сме отворени за сите, ние ги класифицираме според години, според децата кои колку што знае во моментот, тоест подобри и послаби групи, послабите групи ги даваме кај еден тренер, подобрите во друг тренер, послаби играчи, подобри играчи со почетници, со ракометно искуство, така да ги делиме и едноставно ги ставаме на исто рамниште, како што се поминуваат деновите, едноставно се случувало и да ги, значи ако видиме дека сме направиле грешка да едно дете го префрлиме во друга група кај што се подобри или обратно, така да нашето искуство кое што го имаме акумулирано во текот на сите овие години на спортско, едноставно го претечуваме, имаме момент на инспирација. Видовте ли желба таму? Видовте ли љубов кон ракометот? Па децата се заразуваат. Децата се заразуваат, на децата им треба еден таков настан и мене тоа ми е драго. И на располагање сме ние, мислам дека... И ми раскажавте ли својата приказна, дека нема врска тоа дали ќе биде добра и најдобра подлога или може и на бетон да се почне па да се стане искусен? И ми ја раскажав, ми ја раскажав приказната, затоа што, знаете, ке нас народот каков е, организираат камп, меѓутоа децата имаат можност да се повредат затоа што тренираат. Првата година беше асфалт, сега втората година имавме 2 подлоги на 2 игралишта, затоа што децата тренираат на асфалт, па може да се деси не знам што, не знам како, меѓутоа сега знаете како, се бара некоја ситна грешка каде што покрај милион други работи се гледа на таа единствена можност. Јас сам, значи тие работи негативни ме натераа да размислам како јас сум почнал. Иако во тој момент не сум размислил кога сум ја слушнал таа забелешка, ако може така да се каже, иако сакам да слушнам забелешки. И стварно јас од 4-5 деление, колку што се сеќавам, почнав на асфалт во Свети Николе. Значи во тоа време едноставно чекавме во ред од клубот тогаш Еновче поле, едноставно да бидеш на листата да ти купат патики.
Да ти купат Така, патики. така беше да ти купат затоа патики што- на листа се става. На листа, затоа што добри патики, квалитетни патики, Што беше добри? Што значи добри патики за? тренирајќи на асфалт, значи ако една патика трае од година до 2, тренирајќи на асфалт не трае повеќе од месец и пол до 2. Значи за нови патики треба на вистина Значи, ние да... стававме оние јазици што се за патики да ги ставаме за да не ти се жулјат нозете. Сакам да им раскажам таа приказна, значи не е само да имаш услови, значи може би треба да почнеш по трновитиот пат за кој ќе стигнеш ваму каде што си сега да ги вреднуваш повеќе работите и јас сум за тоа за да децата се учат по овој потешкиот пат. Значи потешкиот да видат уште од мали потешко за да доколку постигнат нешто во животот, не само во спортот, Да, воопшто. општо во животот да го вреднуваат како стигнале. Многу е лесно да начекаш, да наследиш, па да се опуштиш, па да не вреднуваш, па сите да ти сметат, да објаснуваш, да ги критикуваш другите. Меѓутоа кога ќе почнеш ти само од почеток, кога ќе створиш нешто, тогаш е сосема друга приказната. Не треба никој да те учи, едноставно си сам свесен за таа работа. Всушност ти почна со кошарка? Така велат моите информации или не ми се Кошарка, точни, или? Да, почнав со кошарка. Ја обожавам се уште кошарката, имам некои Кое место игравте, што Кошарка. правевте? Па Колку беше немаше тоа сериозно или тоа беше место вака таму. на другиот асфалт? Тоа беше малски кош, каде што се играше 3 на 3, па имаше еден кошаркарски клуб во Свети Николе, каде што на некој надпревар ќе фалеше некој играч затоа што се успал или не дошол, а ти како заразен во спортот сакал да ја гледаш тој надпревар, па си бил присутен во салата као талентиран и нешто, Нема и ни да да фали тој, играч, ајде. и така така беше тоа. Знаеш, така функционира работите, мада и ден денес така се уште функционираат кој ќе запали нешто кај нас. Значи, Добро, значи игравте на сите позиции, сте ви Па више играв плеймейкер. 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 Сакав да имам топката во рака, сакав да шутирам, како и во ракометот, сакав да проигрувам. Едноставно сакав да ја водам играта. Значи онака плеймейкерски, иако има висина и за можда некоја друга позиција. Како беше всушност да ти биде татко ти твој прв тренер? Тоа има меч со две устрици, велат секогаш, така? Јас знам дека не имало попусти во тоа, сум сигурна. Од едно друго интервју. Видете, да, татко ми беше мој прв тренер. Заедно со уште еден негов другар, кој што заедно беа, значи едниот беше на младинската екипа и другиот на првата екипа во тоа време. Видете, него во текот на целата моја кариера му префрла, дека сум бил форсиран, дека Само нему стално- или и вас ви префрла? Па добро, или не сега, дојдоа јас до вас тие? сум бил во Во друга ситуација. не сум имал веројатно. години, не сум се оптоварувал со такви работи. Знам дека него му префрла, знам дека Дека ве форсира? ги отфрлаше сите тие обвинувања, знаеше точно што сака од мене, па макар имаше надпревари каде што стварно ме форсираше. Знаеш, јас се сеќавам надпревари каде што сум шутирал и по 15 до 20 пати на гол и сум промашувал. Меѓутоа сето кога ќе собереш на крај сето тоа се исплатело и јас сега кога ги гледам младите категории кога играат, значи со помлади категории, еве се поврзам и со нашиот мојот ракометен камп, значи доколку ја би бил тренер на еден млад таков играч, ако видам дека има талент, ако е роден да биде ракометар, ја би му дозволил на тој, значи би го Да се одбрал, би форсира. го селектирал Така е. и да се форсира и да му дозволам и слаб ден. Да. А кога ви изборуваат сега за вас и вашиот брат, како вам ви дека вие сега нешто, тоа е секогаш за вашиот плаж, дека вие треба нешто да му помогнете и така натаму и Па така натаму. ништо, видете. Јас знам, Значи- од тоа истото интервју со вашиот татко, знам дека тогаш призна и јавно вели Филип е поталентиран, јас тоа го знам и тврдам дека е поталентиран, но е помрзелив од Кира. Па видите, во првото прашање јас ви кажам, значи не е само да си Не е талентиран, само треба да си да имаш талентиран, да имаш така е. голема желба, голема волја и многу утрпение. Јас се сложувам со тоа. Видите, ние сме браќа, али тој си е Филип, јас сум си Кире. Начинот на функционирање во Македонија е таков и не може да се избега од тоа. Значи јас го прифаќам тоа сите тие. Мислам дека му е поголем психолошки товар на него ли на мене, иако во дадени ситуации јас јавно можам да признам дека ми смета. Никогаш нема да се осврнам на таа работа, секој има право да си мисли што сака. Јас имам своја фамилија, тој си има своја фамилија со синче сега. Значи ние сме заедно фамилија, меѓутоа сме си одговорни за своите фамилии, си имаме свој живот и секој од нас сака да биде успешен на свој начин и си одговара за самиот себе и за својата фамилија. Јас ако можам да кажам за нашата репрезентација, значи мене не ми е само тој брат. Значи за еден колектив успее треба да се однесуваме Сите како сложно браќа. како Така браќа. е.
Иако многумина мислат дека само заради вашиот спортски идол Тони Кукоч вие го носите бројот 7 на својот дрес, но постои уште еден левучар чие што има, не знам дали многумина го знаат, Иле Јанев. И вие тогаш сте мислеле како дете дека сите играат со лева рака и веројатно треба да имаат дрес со бројот 7. Заедно со татко ми тој беше еден од главните мои учители на почетокот на мојата спортска ракометна кариера. И вистината е таа што и вие сами ја кажавте, тој играше број 7, беше левак. Јас кога почнав да играм ракомет, тргнав од крило, потоа како растев и ојачував ме преместија на бек. Тој играше на десно крило, играше број 7. Јас бев мал, 5-6 одделение, едноставно, знаеш, ти беше срам и да прашаш и мислеше дека работите се такви, значи кој на која позиција игра и значи тој број по бројки се од 1 до 7 се поделени. И ја одбрав. Бројката со број 7 затоа што беше левак, играше десно крило, јас играв десно крило, иначе да ја знаев ситуацијата ми одбрав број 9 на мојот татко, меѓутоа знаете како е така. Добро воспитан. Никогаш не ви рече татко ви нешто такво, не знам, земи го мојот број нешто 9 некад ви никош не ми рече, а они се почитува многу. Значи мојот татко и Иле Јанев, тој Иле Јанев од почит и респект за сето она што го има направено заедно со татко ми, јас веќе втора година за ред го канам еден од помошните тренери на мојот ракометен камп, значи тоа е моја некој вид на одолжување за се она што направил за мене, така да јас не ги заборам луѓето кои што имаат некој удел во мојата спортска кариера и пробувам на можда е тоа мало одолжување, меѓутоа мислам дека за него е голема почест, голема чест да. А Тони Кукоч колку беше тој сакан, почитуван, гледан? А Тони Кукоч го гледам, значи таа југопластик уште кој игра, кој беа европски шампиони, ми се свиѓаше начинот, стилот на игра исто. Едноставно се поистоветија тие работи, моето почнување ракомет, седмицата со десно крило и бројката и југопластика тогаш на која беше 3 пати, мислам, за ред европски шампион, ми се допаѓаше начинот на игра и едноставно викам тоа е мојата бројка. Спорт и само спорт, иако семејството, нели, Лазарови може да се пофали дека, нели, сите сте биле дел од спортот, па и вашата мајка само беше таа за која што требаше тањерот да е празен, ништо друго не беше. Нели, важно освен вие и вашите кариери, така и да биде за вас и со вас секогаш. Но никогаш не сте чувствувале притисок од своите родители дека мора да се стане најуспешен, најдобар и така натаму. Никогаш такво форсирање не сте имали, барем од дома. Па не го чувствував тој притисок. Да. Едноставно, можеби мојот најдобар совет за да имаш една успешна кариера, многу е битно да ги донесуваш како поминуваат годините, одлуките, тоест минувањата на клубовите. Мислам дека покрај мојот татко кој што ми помогна во тие почетни одлуки, мислам дека човек треба да има една мала спортска среќа. Јас сум за тоа и секогаш велам дека среќата треба да се заслужи. Значи не може човек да има среќа ако не ја заслужи, ако не е вреден, ако не почитува, ако не се труди, ако не е трпелив и така натаму и така натаму. Имав и малце спортска среќа, значи во право место. Каде најмногу се вагаше, за кој клуб најмногу се размислуваше заедно со татко? Јас иако можев да го одберам Скопје во тогашни мои 14-15 години, во тоа време Пелистер Битола беше еден од тие што беа главни, да речеме, го носеа. Каде што се играше врвен ракомет, кој што беше не само на домашна сцена, без конкуренција беше и надворот од државата и на европска сцена конкурентен, имаше најдобри играчи, носеа најдобри тренери, едноставно го одбрав Пелистер. И мислам дека тоа беше главниот момент за мене, каде што можев да отидам на друго место, можеби да заработувам некое, тогаш беа германски марки, некоја марка повеќе, меѓутоа едноставно го одбрав правото место. Значи она како што тргнав, едноставно продолжив да напредувам, да тренирам професионално и таа добра одлука после само, како би се рекло, се фатив еден добар залет за она што следуваше после. Знаете што рекол Лино Червар за вас, не знам дали сте го прочитале ова. Червар вака ве опишува, тој е модел како што треба да изгледа секој ракометар, вели, тој е многу талентиран, но во исто време и креативен и секогаш верува дека може повеќе. Тој е подарок, додава Червар, со победнички менталитет и брз ум, кој може да се снајде во секоја ситуација. Лазаров е најдобриот ракометар кој некогаш го имам тренирано. Па добро, Лино ми беше првиот тренер во мојата интернационална кариера. Мислам дека еден од моите позначајни, ако не и најзначајен учител во мојата интернационална кариера.
Успешен човек, успешен тренер, интелигентен човек, човек кој има направено многу, иако се наоѓаат некои кои што, иако некои го споруваат она што и сега го работи, меѓутоа на човек ако му се повторуваат едните исти работи, ако значи еднаш да направиш, еднаш ако направиш во животот, во спортот може да се нарече као среќа, меѓутоа ако ги повторуваш работите, ако си константен, тогаш не се работи за среќа, тогаш се работи за знаење. Ова сакам да го кажам за Лино, мислам тие негови комплименти мене ми годат што се од негова страна. Еве, можеби патиштата пак ни се спојуваат. Работевме заедно во Хрватска, сега почнавме да работиме во Македонија, почнува една успешна приказна, се надевам дека на заедничко обострано задоволство и ќе продолжи. Знаете ли што напиша на интернет страницата на ИХФ за вас? Не? Вели вака, кога ќе се постави прашањето за тоа која е најдобрата гол машина во ракометот, одговорот е едноставен: македонецот Кирил Лазаров. Не е тајна дека тој со своите 35 години се уште еден од најдобрите гол машини во светскиот ракомет. Неговиот талент се види уште кога беше тинеџер и јасно беше дека еден ден ќе стане голема ракометна звезда и спортски амбасадор на својата земја. Со вкупно 47 трофеи и неколку индивидуални признанија, вели не е единствениот најуспешен македонски спортист, туку и припаѓа на плејадата најуспешни ракометари во светот. И ако не знаете, да си знаете. Да. И како е ова да се напише вакво нешто за вас или што или Па добро, секако дека ми годи, мислам, тоа се аргументи и факти од кои што не може да се избега, меѓутоа мене сите овие комплименти не може да ме опијат. Јас сум се уште амбициозен, се уште имам голем ентузијазам да, значи не сум уморен од играње, не сум уморен од победи, не сум уморен од големи достварувања, како што кажав, значи јас сум бил константен и сакам да продолжам да бидам константен. Само сте првиот играч кој постигнал 1000 гола во Лигата на шампионите. И сега велите треба да се поставуваат во животот нови и нови предизвици, така најлесно се доаѓа до нив. Вие рековте всушност дека нови предизвици. Ке ни кажете некој нов предизвик свој сега, што е следно на? Најголема моја мана е тоа што после секој одигран надпревар, Добро. колку год дали сме побледили или да си бил добар индивидуално, секогаш си наоѓам мана сам на себе. Тоа е мојата најголема мана, да. И никогаш не сум задоволен од она што е. Сирота љубица дома се вика тоа. Тешко не. Навистина. Кој не го знае овој факт, тешко не. Меѓутоа тоа ме држи во живот, тоа ме води напред. Меѓутоа мислам дека тоа е правиот пат да се остане константен, да се остане на врвот, да се тежне кон нов предизвик и да едноставно тоа ме држи во живот.